Во ерата на визуелна култура се повеќе се запоставува читањето книги, велат филолозите. Се поголем број деца имаат потешкотии во говорот поради недостаток од говорење и читање во најблиското окружување и поради пред се поголемиот дел поминато време кај дечињата исклучително во гледање телевизија, таблет, компјутер или телефон. Поради ова од голема важност е родителите да одвојат време за читање со дечињата за да се развијат говорните вештини на децата од најмала возраст. Единствено преку личен пример со доследност и посветеност, родителот кој најчесто е урнек по кој детето се моделира карактерно и емоционално, може да придонесат за создавање позитивни и корисни навики во развојот на младата индивидуа. Децата многу малку ја развиваат говорната способност. Многу деца имаат проблем со говорната култура и со воопшто способноста за говор. Ние треба да им помогнеме, затоа гушнете ги вашите деца родители, земете списание за деца или добра книга и покажете им дека само така заедно со вас ќе научат говорна култура, исто така дека или навечер пред да се легнат или преку ден отделете време, посветете им внимание, многу е важно, никогаш тие нема да заборават таа придобивка, тоа богатство и ќе се градат како личности преку говорот, мора да се развива таа говорна култура. Јас на факултет предавам реторика и стилистика и многу е важно тоа изразувањето. И ние тоа мора да го негуваме, а ние можеме да им помогнеме на децата. Тие сами во таа возраст не може тој свет да го откријат. Исто така и на воспитувачите апелирам и до нив активно да ги вклучат, да бараат од нив соработка и интеракција, едноставно да уживаат во овие благодети, во овој прекрасен свет на имагинација, на креација, но и свет на воспитување, едукација и здравје за децата. Книгата е непресушен извор на знаење, човеков најдобар пријател, учител. Вечни пораки кои овозможува детето при раниот развој како личност да ги впие универзалните пораки и поуки преку басни, сказни, поучни приказни кои единствено книгата ги нуди.